Се враќаме назад во отвореното студио 1, во овој трет блок отворено студио 1, секако со мене и со Јане се дружите, но овој пат во женско друштво продолжуваме денеска. Наша гостинка е Сенада Сали, правник во Европскиот центар за правата на ромите. Добар ден и добре дојде во нашето студио. Добар ден, поздрав до сите ваши гледачи, ви благодарам на поканата и би сакала денес да им го честитам 1 мај, денот на трудот, на сите работници и работнички кои што вредно си работат 365 дена во годината. Така. Денеска темата на која што всушност ќе разговараме е дали ромите ги уживаат загарантираните права, односно ти си правник во Европскиот центар за правата на ромите и всушност твојата работа е нели пред судот да се докаже оној случај, односно доколку ромите се жртви на дискриминација. Сега дали може би во пракса еве на тие случаи на кои што ти работиш имало судска разврска каде што без разлика дали во домашните судови или меѓународните всушност судовите препознале дискриминација? Да, така. Како што веќе напоменавте, работам во Европскиот центар за права на ромите, кој што моментално се наоѓа во Будимпешта и е единствената меѓународна организација која што се занимава со правно застапување на правата на ромите. Пред се станува збор за случаи на дискриминација кои што ги застапуваме пред судовите во Република Македонија или други земји, 15 земји низ Европа, како и меѓународни судови, меѓу кои најзначајниот е Европскиот суд за човекови права. Сферите во кои што се појавува дискриминација, односно она што низ праксата ни покажало дека се главни сфери каде што ромите се соочуваат со дискриминација во пристапот до нивните права, се неколку разновидни, меѓутоа главните фокусот наш е полициската бруталност врз ромите, исселувањата, пресилните исселувања на ромите, враќањето од граници кое што се случуваше во изминатиот период во Република Македонија за жал, дискриминација во пристап до здравствени услуги, сегрегација во образованието, третманот на ромите во затворите, домовите за деца, корективните центри и така натака. Значи пред се станува збор за стратешки случаи кои што се поврзани со институционална дискриминација, дискриминација која што една маргинализирана група ја доживува, ја претрпува од страна на институциите на системот. Сенада, се ова што сега го наброја, генерално може општ заклучок да се извлече дека старите проблеми тлеат се уште. И еве твој генерален впечаток, дали може би одиме на подобар пат, примарно на државно ниво во однос на борбата на институциите и сите оние надлежни кои што треба да се бават, па вклучително и на владиниот сектор во залагањата за да се решат де факто овие проблеми, не се ништо ново, ако може би сме помислиле дека барем нешто повеќе е направено. Јас мислам дека анализата пред се треба да земе во предвид неколку фактори. Не зависи само од тоа што конкретната власт прави за ромите, туку исто така и самите роми колкав прогрес достигнале во свеста за нивните права и колку си ги бараат своите права на институционално ниво, а тоа е поврзано не само со работата на власта, туку и со работата на невладиниот сектор, поради тоа што во случајот на ромите голем број невладини организации се тие што се вокални и секој ден кои што упатуваат на повредите кои што се случуваат. Секако дека не се само невладините, постојат и граѓански иницијативи, постојат хуманитарни организации кои што помагаат во оваа работа, меѓутоа можам да заклучам дека свеста на ромите за нивните права во последните 3-4 години е на многу повисоко ниво и се многу погласни за тоа што го претрпуваат. Се уште постои проблем да се натера определен ром кој што бил жртва на дискриминација да оди на суд, и тоа е поради стравот, институционалниот страв кој што го имаат. И покрај тоа што се свесни за нивните права, се уште постои тој страв дека доколку се појави на суд и да е невин, на крај ќе испадне дека всушност вината е во него.
Баш преди тоа велам треба да го анализираме тоа прашање дали се подобрила или не од повеќе аспекти. Да се гледа пошироката да, пошироко да се гледа сликата, не да кажеме сега генерално подобра е ситуацијата, затоа што факт е дека секојдневно дознаваме за се повеќе и повеќе случаи на повреда на човековите права. Меѓутоа тоа не значи дека и во минатото не постоела таа повреда. Можеби постоела, меѓутоа поради неможноста, незаинтересираноста на медиумите, јас се заблагодарам на морам да се заблагодарам на еден ТВ кој што во последниот период постојано информира за случаи позитивни и случаи на повреда на човекови права на ромите. Чи тоа е она што е клучно и кој што ни помага да бидеме малце повидливи во општество со нашите проблеми. Вака, јас моето прашање се однесува во однос на тоа и ве спомена дека низ годините, односно се повеќе расте свеста кај ромите, тие се охрабруваат всушност да пријават прекршување на човекови права. Меѓутоа, на кој начин вие успевате исто така да ги мотивирате за и да се ослободат тие од стравот за да пријават и нели утре заутре да се обратат и пред судот? Да. Сметам дека особено важна е нашата позиција како ромска правна организација, поради тоа што постојат голем број на правни организации кои што исто така нудат бесплатна правна помош, меѓутоа тие го немаат истиот пристап и легитимитет пред ромската заедница кога сакаат да им помогнат во определен случај. Познавањето на ромскиот јазик е исто така многу значајно кога се работи со ромската заедница и ние се трудиме нашите тимови кои што работат на терен да се всушност лица поврзани, односно лица кои што доаѓаат од самата заедница. На тој начин ја создаваме таа доверба која што воопшто не е лесно да се воспостави. Дури и да си ром, не значи дека заедницата ќе ти верува, токму поради таа виктимизација на заедницата за која што претходно разговаравме, тој страв дека всушност нивниот потпис нема да биде искористен за правно застапување, туку за како гласачко тело. Да, или злоупотреба. Да, за време на изборите. Еден начин како тоа го правиме, тоа што го кажав, луѓето од теренот стануваат дел од нашата организација со цел да ја стекнеме таа доверба, да си имаме нас човек кој што ги работи тие работи, ром кој што го говори ромскиот јазик. Вториот начин е преку едукација за човековите права. Многу е битно самите роми да имаат повисока свест за тоа кои се нивните права, меѓутоа и кои се нивните обврски истовремено, и тоа го правиме како преку користење на социјалните медиуми. Јас во моментот имам моја страна како правник каде што објавувам новини, правни новини кои што се достапни како на македонски, така и на англиски и на ромски јазик. Постојат сега и некои локални медиуми, гледам се развиваат, кои што пишуваат вести на ромски јазик, ги преведуваат сите значајни настани на ромски јазик, невладини организации кои што работат на локално ниво и кои што нудат такви тренинзи и едукација на ромското население. Значи сето тоа заедно не е преку едно тело, една организација, туку сето тоа заедно придонесува да се зголеми степенот на самодоверба на ромите во пристапот до институциите, не само до судовите, и секако да ја добиеме и ние таа прва фамозна пресуда на институционална дискриминација која што ја чекаме во Република Македонија. Околу тоа ќе се вратиме на овие судски случаи. Ја споменавте првата фамозна се чека, донесена е, да проговориме малку околу тоа, бидејќи тоа како е важно. Така, треба да правиме разлика меѓу институционална дискриминација и дискриминација. Ние секојдневно добиваме случаи на дискриминација на ромите, меѓутоа тоа не го препознава клучниот проблем, а тоа е институционалната дискриминација, дискриминацијата која што постои во системот и е системска, а не само од индивидуите. Токму поради тоа фокусот на нашата работа е да создаваме case law, што се вели на англиски јазик, односно база на случаи преку кои ние ќе оформиме една таква критичка маса на аргументи со чија што помош ние ќе ја добиеме таквата прва пресуда. Европскиот центар за права на ромите минатата недела ја доби таквата пресуда пред Европскиот суд за човекови права, значи не на домашно ниво. Станува збор за случајот Лингурар против Романија, значи случај против Романија. Случај на насилство, полициска бруталност врз роми од страна на полицијата, каде што локалните власти, јавното обвинителство во Романија не реагирало навреме, не препознало дека постои акт на полициска бруталност, односно прекумерна употреба на сила, не го истражувало случајот, па така Европскиот суд за човекови права преку тој случај за прв пат спомна во неговата присуда дека станува збор за случај на институционална дискриминација.
Во Република Македонија ваква присуда немаме, каде што судовите ќе го употребат зборот институционална дискриминација, меѓутоа секако имаме присуди каде што е најдена дискриминација. Една таква значајна присуда е, например, пред 3-4 месеци добивме присуда од Основниот суд во Битола, каде што беше утврдено директна дискриминација и повреда на правото на еднаквост на 6 лица од ромска етничка припадност, на кои што не им беше дозволен влез на базен во Битола. И тоа што интересно е што во овој случај не беше најдена директна дискриминација по еден основ, туку по 3 основни. Односно, она што ние правниците го нарекуваме интерсекционална дискриминација. Кога едно лице е дискриминирано не само поради својот пол или својата етничка припадност, меѓутоа во исто време и поради својата боја на кожа. Токму таква присуда имаме добиено пред Основниот суд во Битола. Случајот се уште не е завршен, моментално е пред Апелациониот суд, бидејќи секако спротивната страна има право да го обжали. Меѓутоа сме на добар пат, морам да кажам дека почнуваме да создаваме пракса. За вас е можеби мал чекор, меѓутоа на подолг рок и тоа како важно негде да се почне за некои повисоки скалила да се доживуваат. Поменавме неколку точки, односно нафрли во текот на твојот одговор. Ајде малку околу полициската бруталност моментално, kindness, да речеме. Предпоставувам дека не се ништо многу подобрени работите во овој однос, но има ли повеќе случаи, како стоиме статистички, да речеме, гледано? Да. Моментално немам со мене точно статистика за цела Македонија, да ви кажам. Генерален впечаток. Меѓутоа, еве на пример Македонија во однос на европските земји. Така, пример ако го земе во предвид извештајот на Обединетите нации, UN-CAT комитетот за тортура, таму во 2015 година во извештајот кој што се однесува на Република Македонија постои една долга реченица во која што се критикува државата за нереагирање од страна на истражните органи, од страна на јавното обвинителство, меѓутоа и судството во случај на полициска бруталност конкретно кон мажи роми. Значи самиот комитет на Обединетите нации во својата посета во 2014, бидејќи пред објавувањето тој извештај тие прават посета во државата, тие утврдиле всушност дека постојат голем број на вакви случаи каде што е употребена полициска бруталност и таа конкретно се однесува кон роми, а дополнително и кон мажи роми. Во однос на ова, нашата работа во однос на оваа проблематика исто така потврдува дека постојат сериозен број на случаи каде што постои прекумерна употреба на сила, особено кога станува збор за посебната единица Алфи. Најчесто тие се оние кои што највеќе го пречекоруваат законот и нивните овластувања и таков случај моментално против Република Македонија имаме и пред Европскиот суд за човекови права. Поради тоа што станува збор за клиенти кои што се малолетни деца роми, случајот е анонимизиран и пред Европскиот суд гласи како X и Y против поранешна република, Југословенска република Македонија, поради тоа што во тој период тој беше нашиот официјално име, да. Тој случај е навистина приказ на она што значи прекумерна употреба на сила, поради тоа што се работи за деца кои што во тој период беа малолетни и кои што навистина до ден денес претрпуваат трауми поради таквото искуство кое што го има од страна на полициските служби. Дома, пред јавното обвинителство, тој случај секако не беше третиран правилно, онака како што очекувавме. Беше затворен случајот поради тоа што немало доволно докази дека навистина била употребена прекумерна полициска сила. И токму поради тоа во сите овие случаи каде што сме незадоволни од начинот на одлучување на нашите истражни органи и судството, се упатуваме кон Европскиот суд за човекови права и ако имам време да споменам некои други случаи кои што веќе се пред Европскиот суд за човекови права и постојат пресуди, случајот Сулејманов, случајот Джеладинов и случајот Јашаров се веќе случаи кои што Европскиот суд за човекови права постапувал и нашол употреба на прекумерна полициска сила врз од полициските органи врз лица од ромска етничка припадност и воедно најдено и повреда на членот 14, односно заштитата од дискриминација, односно еднаквост. Значи постои база на случаи кои што веќе се поднесени пред судот.
Вака еве во текот на разговоров донесовме неколку заклучоци дека всушност расте свеста кај ромите, се зголема нивната самодоверба да пријават кршење на човековите права, односно нивните права. Сега, јас би сакала да продискутираме малку во однос на тоа каква е положбата на жените ромки во нашето општество. Тие, ако не се лажам, едно време беа одбивани да регистрираат и матичен гинеколог. Да. Докаде, дали се проблематизира овој дел или сепак можеби ситуацијата на некој начин се подобрува? Многу ми е мило што го поставивте ова прашање, поради тоа што она што е значајно е дека во секоја маргинализирана група постои уште една далеку помаргинализирана група. За жал, жените ромки се надвор од наративот и од агендата и на самите политичари роми. Она што ние го имаме утврдено терен е дека се уште постои дискриминација на жените ромки во пристапот до здравствени права, се уште постојат во Република Македонија гинеколози кои што одбиваат да регистрираат како нивни пациенти жени ромки поради стереотипите и стигмите кои што се врзуваат за нели карактерот, личноста и начинот на однесување на жената ромка. Покрај тоа постојат се уште и незаконски наплати на услуги кои што согласно правилата или согласно таа листа на услуги кои што се бесплатни од страна на Министерството за здравство предвидени, се наплаќаат на жените ромки. Нашата пракса утврдила дека ваквата повреда исто така се однесува и на останатиот дел од жените кои што не се доволно информирани за нивните права, меѓутоа сепак диспропорционално ги погодува жените ромки поради тоа што покрај нивната неинформираност тие се и во особено тешка социјално-економска положба, па така не само што не може да ја платат здравствената услуга, тие не може и превозот да го платат за да стигнат до конкретната болница, до конкретниот гинеколог каде што сакаат да го направат тоа испитување. На оваа тема работат и други невладини организации, локални организации, иницијативата на жени ромки од Шуто Ризари. Исто така секојдневно работи на терен, ги едуцира жените ромки за нивните права, за во случај да дојде до такво одбивање, тие да се спротивстават едноставно и да знаат како да реагираат, да му кажат едноставно да се обратат кон гинекологот и да кажат но јас имам право на бесплатна услуга и на тој начин да спречиме ние таквите случаи да дојдат до судска разрешница и навреме да алармираме на проблемот. Зошто овие случаи се уште не се стигнати до суд? Одговорот е во нашиот стар закон за превенција и заштита од дискриминација. Во тој закон немаше можност невладина организација да застапува еден стратешки случај пред судот без потпис, односно директно назначување како тужител заедно со невладината на лицето кое што е жртва на самата таа дискриминација. Токму поради тоа многу жени се предомислува и не сакаат да тужат гинеколог поради тоа што знаеме имаш едно дете, имаш негативно искуство, меѓутоа ќе имаш уште едно дете и очекуваш дека истиот тој пат ќе треба да го поминеш, нели? Немаш многу избор, најблискиот гинеколог е тој што те дискриминира, тој што можеби нема да те дискриминира е во центарот на градот и ти немаш пристап до тоа. И токму поради таа една проблематичен склоп на услови, ние решивме да чекаме до усвојувањето на новиот закон за заштита, за превенција и заштита од дискриминација, до неговото стапување на сила поточно, Да, усвоен, меѓутоа не е стапен на сила. За да можеме ние во име на овие жени кои што се виктимизирани, поради тоа што тие се од една страна се плашат да започнат таков случај, од друга страна имаат определени закани од самите гинеколози дека ќе бидат испишани доколку преземат некакви мерки против нив. Токму поради тоа ние чекавме усвојување на ваквиот закон, се уште го чекаме за ние како невладини да започнеме еден таков стратешки случај. Го споменавме нели новиот веќе закон усвоен од законодавниот дом за заштита од дискриминација. Долги години ја работите сферава и проблематиката. Имавте можност да се запознаете со што се ќе содржи, кои ќе бидат законските измени и сметате ли дека сме на добар пат во ова поле? Бидејќи де факто и како што претходно во неформален разговор споменав, во студиово сме имале различни невладини организации, сите кои што се бореа, односно фокус за да се истурка, донесе конечно, биде ставен на дневен ред во собранието законот за дискриминација и сега дали конечно ќе добиеме добра законска норматива во овој однос. Така.
Европскиот центар за права на ромите, како ромска меѓународна организација, зеде учество во таа кампања за застапување односно поддршка на пратениците за усвојување на предлог законот за превенција и заштита од дискриминација, заедно со уште 20 на други ромски организации. Чи ние бевме особено активни во лобирањето за усвојување на овој закон и во тој процес секако дека бевме запознаени со нацрт предлогот на законот и имавме можност дел од нас кои што беа поактивни во процесот да го коментираат самиот предлог и да даваат своји идеи за таквиот закон. Па самата содржина на законот ги рефлектира всушност нашите барања. Она што е значајно да го напоменаме дека овој закон во медиумите и во јавноста не е доволно образложен. Јавноста не е толку информирана за деталите што тој содржи и кои се придобивките. Фокусот беше пред се ставен врз она табу, односно онаа дебата која што постоеше во однос на признавање на сексуалната ориентација и родовиот идентитет како едни од заштитените дискриминативни основи во законот. Кај нас за жал се уште по дефолт се поврзува се што е поврзано со дискриминација само на тоа. Меѓутоа би сакала да истакнам кои се други придобивки на овој закон. Секако ова е значајно и членот 5 е за нас револуционерен, тоа што ја додаваме сексуалната ориентација и родовиот идентитет, меѓутоа членот 5 има уште една основа која што ретко која дискутираше, а тоа е припадност на маргинализирана група. Тоа е новата основа во законот врз основа на која едно лице може да поднесе или тужба пред суд за дискриминација или представка пред Комисијата за заштита од дискриминација. Дополнително во законот за прв пат се дефинира терминот сегрегација и тоа секако беше дел од лобирањата на ромските организации и проромските организации, поради тоа што сегрегацијата во образованието е особено застапена во однос на учениците, децата роми. Значи постои сега посебен член, ако не се лажам, тоа е членот 12, каде што се дефинира сегрегацијата и таа исто така од усвојувањето на законот може да биде едно од основите за поведување на такви тужби. Не дека досега не се обидевме тоа да го представиме пред суд, меѓутоа сосема различно кога тоа е дефинирано во закон и кога судиите се обврзани на тој начин да решаваат по таквите случаи. Воведување на терминот интерсекционална дискриминација, интерсекцијска дискриминација, тоа што неколку пати денес го спомнав, е исто така значајна предобивка, поради тоа што најчесто кога едно лице е жртва на дискриминација, тоа лице поседува неколку различни идентитети и тоа ја прави дискриминацијата многу посилна и таквата дискриминација треба да се третира многу посериозно од останатите форми на дискриминација и треба лицето кое што предизвикало таква форма на дискриминација да биде многу посериозно казнето од останатите форми на дискриминација. Тестирање на ситуација како начин на собирање на докази за случај на дискриминација или тестинг, тоа што ние го нарекуваме секојдневно во нашата пракса. За прв пат исто така во законот е предвидено како еден од методите за собирање на докази со цел судско застапување. Виктимизација, тоа е предвидено во членот 11 и дефинирано што представува виктимизација всушност и исто така еден од основите за покренување на вакви тужби за заштита од дискриминација. Виктимизацијата во суштина е состојба која што се случува многу често со жените ромки. Тоа што веќе го објаснив, кога едно лице е жртва на дискриминација, меѓутоа поради тоа што поднело представка или тужба, претрпува определена штета од самата институција, односно определени закани. Во тој случај, ваквиот член на законот му дава можност на тоа лице да добие исто така заштита во процесот, се со цел да може до крај да се дотурка повредата, да се дотурка случајот во однос на повредата со која што се има соочено и да го нема тој стравот од институцијата дека реперкусиите во случај да ги претрпи нема да бидат казнети. Исто така придобивка дополнителна е тужбата од јавен интерес, акција популарис тужбата. Веќе споменав, невладините организации ќе имаат можност со стапување на сила на законот самостојно да иницираат такви некои стратешки случаи на дискриминација кои што го засегаат целокупното општество.
и тоа е голем чекор напред, бидејќи сите членки на Европската унија, скоро сите членки на Европската унија веќе имаат во нивните закони предвидена ваков вид на тужба. Македонија го немаше, дури нашите соседи Албанија и Србија ги имаат ја имаа предвидена ваквата тужба пред нас. Вака, сега ова е тема на која што има навистина што многу што да се зборува, меѓутоа нас времето не гази. Ќе имаме заклучна поента Така, со Сенада. Ме интересира кратко, еве повеќе прашања во едно. Ќе се обидам, ќе ми одговориш и ти што може пократко, но важно е. Во однос на расната дискриминација, Да. има случаи нели дискриминација по боја на кожа и твое видување во однос на колку всушност треба да се поработи на образованието, особено на младите роми, во цел тој процес на издигнување. Во однос на расната дискриминација, сведоци сме дека во изминатиот период имаше и случаи кои што се однесува на лица кои што се од различна расна припадност и беа млади деца, пред се малолетни деца, кои што беа таргет на таков расизам. И мене ми е драго што мајката на тие деца јавно истапи и говореше јавно за постоење на расизам во Република Македонија, поради тоа што секој пат кога јас или моите колеги ќе го користевме терминот расизам во Македонија, се соочувавме со некаква си одбивност, заради тоа што го добивавме одговорот па како расизам кон ромите, кога ромите се истата раса како што сме и ние. Не, расизмот е малце покомплексна категорија, не се однесува само на бојата на кожата, туку има посебни теории на критика на класичните расни теории кои што се однесуваат на тоа дека расизмот е покомплексна категорија која што се однесува и на јазикот кој што лицата го говорат, начинот на облекување, нели физичкиот опис, односно карактеристиките на лицето, потеклото на лицето. И ние сето тоа веќе го работиме од аспект на расизмот кон ромите, преку случаи кои што ги имавме минатото лето на базените во Битола. Еден од тие базени е базенот Довлеџик. Против тој базен имаме поднесено тужба до судот во Битола. И во таа тужба, по однос на таа тужба, судот во Битола најде расна дискриминација, не само етничка, туку етничка, врз основа на боја на кожа и врз основа на пол. Така што сметам дека оваа дискриминација, односно расизмот во Македонија, не е нешто ново, туку еве конечно почнавме да дебатираме за него и самите да си признаеме дека има уште нешто на кое што треба да работиме и тоа да го внесеме во едукацијата. Ќе се поврзам во однос на ова со прашањето за како треба да ги образуваме ромите. Јас би рекла како треба да си ги образуваме сите деца генерално, не само ромите. Поради тоа што денес во основното, во средното образование, па дури во високото образование, ние немаме многу информации за лицата кои што се со различна боја на кожа, како да создадеме едно општество во кое што ќе ги прифаќаме уште од најмала возраст, општество во кое што мојата ќерка нема да покаже со прст на синот на некое друго лице кое што има потемна боја на кожа, општество во кое што родителите за своите деца ќе си купуваат и кукли со потемна нијанса, а не само бели кукли, барбики, и ќе ги учат дека тоа е убавина, ова другото е нешто грдо и неприфатливо. Значи, образованието треба да биде инклузивно во сите сфери и кон сите деца, не само кон определена етничка група. Така, Сенада, ти благодариме секако за твоето гостување во отвореното студио 1. Се гледаме во следна прилика. Се надевам со уште поведри теми. Благодарам и на вас. Беше задоволство. Да, ние веќе го заокружуваме последниот блок од отвореното студио 1, каде што се дружевте со мене и со Елана Милушевска. Ви посакуваме да останете во добро празнично расположение. Довидување.